Во Штип 158 болни и немоќни лица ќе го остварат своето право на глас во домашни услови на 23 април. Во Општинската изборна комисија Штип пристигнале 161 барање, ама на советна седница 3 од барањата не биле прифатени, оти не биле со целосна документација. Беа разгледани сите 161 барања кои што беа поднесени за гласање за болно и немокно лице и од истите 158 барања беа прифатени, односно беа оценети со уредна дали медицинска документација, дали соодветна друга документација согласно упатството на Државната изборна комисија, додека 3 лица беа одбиени, односно поради недостаток на документација, односно недостаток на медицинска документација и едно лице беше одбиено бидејќи истото лице го немаше запишено во изводот од избирачкиот список. Гласањето за болни и немоќни лица ќе се одвива на домашна адреса, односно на адреса каде пријавиле дека сакаат да го остварат своето право на глас. За нив гласањето ќе го спроведат избирачките одбори каде што го имаат пријавено своето живеалиште, односно имаат пријавено адреса каде што сакаат да гласат ден претходно, односно на 23 април. Во Општинската изборна комисија Кочани пристигнале 173 барања од стари изнемуштени лица кои сакаат да гласаат на изборите. 189 барања има во ИК Берово и овде се уште во тек се советите на кои се разгледуваат барањата. Во Општинската изборна комисија Делчево се пристигнати 180 барања, од кои 159 се одобрени, а 19 се одбиени, заради несоодветна медицинска документација, а 2 лица ги нема во избирачкиот список. Дополнително во Штип, вкупниот број на гласачи е намален за 500, согласно бројката на гласачи од претходните избори. Затоа тоа е намален бројот за 500 гласачи. Односно, дали истите лица се иселени, починати, имаат промената адреса на живење во некоја друга општина, од таа причина истата бројка е намалена. Инаку во Штип, право на глас имаат вкупно 41.489 избирачи, а за председателските и парламентарни избори се затворени 3 гласачки места во селата Софилари, Брест и Горачино, кои имаат под 10 избирачи. Овие гласачи своето право на глас ќе го остварат во најблиските избирачки места. На изборите може да се гласа и со важачка лична карта со старото име на државата.